Идните наставници и професори ќе мора да имаат пракса и да работат со децата уште во студентските денови. Токму тоа е главната причина зошто предлог Законот за високо образование не дозволува вонредни студии на наставничките факултети. За ваква одлука пресудиле и лошите резултати кои во континуитет ги имаат македонските ученици на PISA тестирањето. За да можат да се соочат со новите методологии на предавања и комуникација со децата од прво до четврти клас, тие мора да имаат пракса. А зошто? Затоа што ни се последни на PISA. Да се на прво место никој нема да ги дискутира наставничките факултети. Денеска продолжува јавната дебата за предлог законот кој предизвика бура реакции во јавноста. Министерката ќе ги слушне забелешките од професорите од Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски. И опозицијата, но и универзитетски професори критикуваа дека со него се нарушува автономијата на факултетите. Се фаворизираат старите професори со заострувањето на критериумите за напредување, зашто клучно ќе биде објавувањето на научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор, како и ревидирањето на одредени студиски програми на факултетите. Јаневска е убедена дека овие решенија ќе придонесат до повисок квалитет во високото образование. Тоа според неа ќе доведе до тоа конечно еден од универзитетите да се најде на престижните ранг листи како Шангајската, но и дека ќе ги натера средношколците, наместо во соседството образованието да го продолжат дома. Даниел Василев, Сител телевизија.